Аријана Коскарова е основач на Creative Hub Скопје, Приштина и Тирана. Таа е добитник на наградата Forbes под 30 и 30 најуспешни млади предприемачи од Европа, автор на програмата на Академијата за маркетинг и пиар. Аријана, пред да станете предприемач, работевте во областа на маркетинг на повеќе континенти. Како изгледа оваа професија и која е формулата за успех? Добро, успехот е релативна работа, не е никогаш линеарен. Пропратен е со многу непроспијани ноќи, со многу посветеност, меѓутоа со многу високи таргети за работа. Меѓутоа само со работа се учи. Јас конкретно за мене можам да кажам дека ги имам работено сите аспекти на маркетингот, од пишување на PR текст до продажни стратегии, до дигитален маркетинг. Можам да кажам дека Facebook ми е специјалност, бидејќи тоа не сега конкретно најмногу го работам. Меѓутоа, моето мислење е дека за да работиш маркетинг треба да имаш познавање од се. Значи потребно да се знае ивент менеджмент, и продажба, и истражување на пазар, и дигитален маркетинг, а потоа да се специјализираш, да речеме, во една одредена област каде што ќе си ја развиеш кариерата. Токму тоа ни беше и целта на Академијата за маркетинг и пиар, да направиме една програма каде што луѓето ќе може да бидат во тек со она што се денешните трендови, значи ние не зборуваме за 99-та Филип Котлер, меѓутоа исто така и да најдат една примена на се, односно да ги дознаат сите аспекти на маркетингот. И секако нели со многу посветеност, многу труд, понатаму да стегнат и да можат да развијат една успешна кариера во некоја од областите на маркетингот. Зборуваме за сите аспекти на маркетинг. Ти си воедно и автор на програмата на Академијата за маркетинг и пиар. И зошто сметаш дека е потребна целокупност, а не само дигитален маркетинг, затоа што нели живееме во време на дигитализација? За да работи некој маркетинг мора да има познавање од сите аспекти од маркетингот, тоа веќе го кажавме. Затоа и во програмата ние всушност додававме и Photoshop, и WordPress, и HTML, бидејќи ако немаш познавање од WordPress, како ќе работиш Search Engine Optimization, верувам дека тоа и колегата ќе го каже поубаво во неговото интервју. Меѓутоа сакам да кажам дека ние сакаме да им дадеме една целокупност. Да, дигиталниот маркетинг е еден дел, меѓутоа дигиталните медиуми се само алатки. Ако ти не знаеш да пишуваш PR текстови, ако не знаеш копирајтинг, да осмислиш една кампања, како ќе ги користиш медиумите Facebook, Instagram, LinkedIn и така натака. Така што навистина сакаме да им даваме една целокупност, затоа и програмата вклучува и истражување на пазар, и дигитален, и ивент менеджмент, и PR, и брендирање, бидејќи сакаме да направиме една целосна личност. Не може да си директор на маркетинг во корпорација, а да не знаеш ивент менеджмент или да не знаеш PR. Така што тоа е всушност идејата, да имаат познавање од се. Функционална, односно практична програма е она што се бара. Колку програмата на Академијата дава простор за практична примена? Одлично прашање, јас ќе го поврзам токму со функционалноста на програмата. На крајот по завршувањето на програмата сите изработуваат стратегија, маркетинг стратегија. И јас секогаш викам како знаеш дека знаеш маркетинг, нели еве одиш на интервју за работа и како ќе докажеш дека ти си всушност соодветен за таа позиција, нели? И како некој што нели доаѓа од тоа работно искуство, јас секогаш викам дај ми буџет и ќе ти направам маркетинг стратегија. Односно, она што го очекуваме од сите студенти или сите учесници на Академијата по маркетинг и пиар е да може да изработат маркетинг стратегија која ги вклучува сите аспекти за било која компанија со одреден буџет. Значи, одите на интервју за работа, дај ми буџет, ќе ти направам маркетинг стратегија. Значи, јас очекувам сите да бидат спремни во 5 минути да направат маркетинг стратегија за било која компанија. Само тогаш можам да кажам дека програмата ни е функционална и дека сме го постигнале ефектот. Токму тоа е и самата цел на Академијата. Еве, може ли да ни објасниш како изгледа една маркетинг стратегија? За маркетинг стратегија се потребни две работи, контент и медија. Сега, јас ова практично ќе го применам преку сите предмети. Значи, во контентот имаме копирајтинг, значи осмислување на каков вид на контент ќе имаме. Потоа, тој контент може да биде видео, може да биде фотографија. Па еве тука наоѓаме практична примена и на предметот Photoshop, може да биде PR текст, затоа ни е потребно да знаеме и PR. Може да биде видео, значи се тоа се видови на контент кои што може да се искористат. Потоа другиот дел е медија. Во делот на медиумите може да имаме дигитални медиуми или портали каде што би ни бил еден потребен PR план кој што сите студенти би морале да го изработат. Вториот дел се оние дигитални медиуми, значи може да се пушти на Facebook, може да се пушти на LinkedIn, може да се пушти на Instagram, може да се искористи email маркетинг, може да се искористи Search Engine Optimization за оптимизација.
на тој контент да биде прв на Google или пак Google Ads како спонзорирано, така што технички се ова што го наброев во маркетинг стратегијата, на крајот сваќаш дека ти е потребно да ги знаеш сите предмети, да имаш познавање од се за да можеш да изработиш една маркетинг стратегија. Токму тоа е целта на академијата, тоа е целта на завршната маркетинг стратегија. И јас се надам дека сите ќе бидат во можност и ќе бидат спремни да го направат тоа во било кое време и за било која компанија. Тоа е целта на програмата за студентите.